Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Волкот од Козле и официјално е волк. Но колку македонските политичари во земјава се волци едни на други, особено за теми за кои што треба да бидат единствени. И овде би можела на широко и на долго да раскажувам во најавата што се не чини и за што се обвинуваат меѓу себе, освен тоа кој од кого е поголем криминалец. Меѓутоа, за да имаме повеќе време за дебата, ќе ја сведам оваа најава во еден сублимат. Колку по 2 години владата на Христијан Мицковски има со што да се пофали. Колку по 2 години партијата на Венко Филипче е алтернатива во земјава, особено пред предвремените парламентарни избори кои што трупаат наврата. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои гости во 24 анализа, Дафина Стојановска, пратеничка член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Андреј Жерновски, секретар за меѓународна соработка на СДСМ, член на извршниот одбор. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Благодарам што ја прифативте. Интересен беше денешниот ден. Ако по 24 часа дознавме официјално дека волкот е волк од Козле, се друго се чини дека ни е дилема во оваа држава. Ја ке стартувам со она што како ракавици си го фрливте еден на други денеска. Жерновски, ќе ги гласате ли препораките на ОПС и ОДИХР во изборниот законник? Тоа прашање ќе мора да го поставите до соговорничката чија што партија не исклучи тотално од сите процеси, така што тие ќе си ги терат процесите понатаму. Самостојно денес ќе поразговараме што прави ВМРО како партија, зошто ние нас никаде не нема, зошто воопшто не спомнува Брисел, што стана со ветувањето околу враќањето на името, околу Преспанскиот договор, што председателката на држава сега зборува за Преспанскиот договор, што зборуваше господјата Дафина за тоа, како зборуваше во собранието и така натаму. Вечерва ќе одговарат на прашањата, ја што ќе ви ги пустам. И меѓу другото, конкретно ве прашувам дали ќе ги гласате, бидејќи министерот за надворешни работи денес ќе излезе со такав еден повик да ги гласате изборниот законник и препораките од ОПС и ОДИХР, бидејќи се дел од реформската агенда. Кој е тој министер што згрми во Брисел? Не. Имате ли став дали ќе го гласате или ќе го блокирате изборниот законник, бидејќи е дел од нема што денеска да кажуваме на таа основа, ние сме исклучени од целиот процес, има време да се изјасниме за сето тоа. Меѓутоа, ако нешто во државата досега функционираше, вие го знаете, вие сте искусен новинар, тоа беше консензус околу изборниот законник, околу бирање на влада. За техничката влада, ВМРО одлучи да не исклучи, изјави дека може да самостојно, нека има со среќа, нека терат, па да видиме до кај ќе дадат. Од ова заклучувам дека нема да го гласате. Од тоа може да заклучи дека ние за тоа доправе ќе покажеме својот став, меѓутоа ставот на партијата на Мицковски на владата е одамна познат и сега ќе треба сами да си го терат тоа. Ќе го поднесете ли изборниот законник со еу знаменце на сила, бидејќи да досега никогаш не се носел без консензус, освен мислам 2014 Никола Груевски тогаш се донесе еднострано. Видете, ако зборуваме за консензус од кој што СДСМ самата се исклучува, или да кажам самите се исклучија од поканите за преговори, за седнување заеднички во тие работни групи кои што се формираат, тогаш и без СДС се може. Дали тоа е добра пракса, не се согласувам дека е, но тоа е одлука на СДСМ. Што се однесува до законот со кој што се избриша техничката влада, но не за следните парламентарни избори, туку за оние што ќе се случат после нив. Сметам дека апсолутно тука не е оштетена СДСМ како партија, бидејќи на следниве парламентарни избори кои што следуваат, во техничката влада ќе влезат токму луѓе кои што ќе дојдат како предлог од СДСМ, а дури за останатите, за следните, наредните последни, веќе зборуваме дека нема да има техничка влада. Впрочем, за тоа и од Брисел имаме оценка дека со последните локални избори докажавме дека државата е доволно зрела демократски, немаше никакви приговори
и дека можеме конечно да излеземе од тоа временско решение техничка влада, кое што нели тогаш така наречено пржинска влада беше можеби само за таа година да се премостат тие конфликти кои што се случија, но ете продолжи праксата техничка влада и на следните избори, така Добро, да 2018-тата вие ја баравте. Апсолутно мислам дека нема потреба од термин дека ВМРО ДПМН ги исклучило СДСМ, туку СДСМ се само исклучија од преговарачка маса, се само исклучија од Само едно потпрашање ќе ви покана дозволам. за втората лидерска средба, така да апсолутно немаат аргумент дека некој ги исклучува Изборниот од законник процесите. е- А изборниот законник точно е двотретински, затоа сме многу внимателни, може на него да се направи филибастеринг исто така и затоа сме свесни, но затоа повторно повикуваме и денес последниот повик на министерот за надворешни работи и надворешна трговија кој што господинот Джерновски не го признава, со тоа автоматски значи дека не почитува волја на половина милион граѓани во оваа држава, така да мислам дека апсолутно не знам што повеќе треба да се направи, црвен тепих можеби да им се пружи за да дојдат да преговараме и да дојдеме до заедничко решение. Преседанот го прават тие, не ние. Значи, ќе се изнаслушаме, денеска сум го пратил во кариерата на Соговорничката, ќе се изнаслушаме на лаги манипулации, значи убави беше кажано. Да продолжи функционирањето на ваквата техничка влада го бараше токму Мицковски. Го бараше и тоа беше услов и ние го исполнивме за да не напушти воопшто дебатата. И рече дека ова ќе трае додека не влеземе во Европската унија. Ние влеговме во Европската унија? Не. И Според вие вас, дозволете може не би ве прекинав, влеговме. ве молам. Се обидовте да ме прекинете, ама ова е ваш начин исто не, на ове- комуникација на ТВ дебат. Не, нема да ме назборите денеска, без разлика на вашиот стил. Јас ви цитирам што вашиот председател на партија, за жал председател на влада во момент го кажуваше. Жалам што жалите одлука на половина милион граѓани во Македонија. Значи, Мицковски бараше ова гост. Кога? Ние го испочнуваме, беше во опозиција, вие сте поинакви во опозиција, вие лично сте поинакви во опозиција. Мицковски е во опозиција поинакви. Цела влада ваша е. И ќе ве цитирам што сте зборували. Добро, слободно. Сега, на него обарање остана техничката влада. Па изјави дека таа ќе трае додека не влеземе во Европската унија. Ве прашувам вас отворено пред камери. Влеговме ли ние во Европската на унија? тоа кога цитирате изјави, не сте ми човек на кој што би можела да му верувам. Бидејќи вие Јас сте ви го добро цитирам познат Мицковски. дека објавувате, цитирате, Не, ова не е одговор. спинувате, Не, ова не е одговор. па бришете Не, ова не е статуси. одговор. Не сте Ова задоволени не е од одговор. одговорот, Не сум ама е затоа мој што ја ви го одговор. цитирам Мицковски. Не ми го цитирате вие Мицковски. Дали изјави, дали Во изјави кое дека време ве прашувам? Не Кога мислите беше во дека таа опозиција? временска дистанца е доволна за да се надмине техничка влада? Сега да кога бидеме е на власт, самостојна? поинаку Не, ви- вие сте опозиција, вие ќе бараше ли учествувате во Мицковски? Ја лажам техничката во влада. емисијата или не лажам? Во кое време? Во кое време? Сега имаме временска дистанца од полни гледачите, 8 години. Има временска, вие не да се Има. променивте. Па денеска председателката државата, точно. Повторно спин. Денеска спин председателката државата зборува за тоа дека манипулација. Преспанскиот договор го Спин потврдува манипулација. Ова ја ли го измисли тоа? Спин манипулација. Спин манипулација. Видете вака сега, Ај. господине Жерновски. Ај. Со мене ги носам материјалите од 2018 во кои што секаде е подпишана Гордана Силјановска И сега? Давкова. Материјалите Ај. за тоа колку е опасен, штетен подмукол Преспанскиот договор. Добро. И сега, вие денес на пресод на вашиот бај Филипче велите Силјановска Давкова потврдила дека со Преспанскиот договор дека идентитетот е загарантиран. Сакате само да не одземам многу време нејзините коментари токму за членот 7 кој што вие се Добро, обидувате да го добро. манипулирате, бидејќи сте Добро. познати, посечено, вие лепено, сте монтирано, познати така по едно дојдовте. ниво, а јас Впрочем, ви го вие на покажам власт, денес вие што никогаш не сте дошле на власт од Ајде. поддршка од мнозинство граѓани. Вие- И сега точно вие ќе ви ја барете со- цитирам ајде, изјавата на Силјановска Давкова, за да, еве, гледачиве нека слушнат, Ајде, бидејќи очигледно гледачите вие не нека сте слушнат. подготвени да ме Ајде, слушат. да. Значи, точно јас сега цитирам, вие парафразирате. Иако многу пати сум рекла дека Преспанскиот договор беше и останува за мене не само реалност, туку беше спротивен на меѓународното право, но и на македонското национално право, се изгласаа промените во собранието, дека ако веќе секој кој доаѓа кај мене со реченицата пакта sunt servanda, во смисла дека договорите, сите договори треба да важат и треба да се спроведуваат, се разбира дека прво нотирам дека во членот 7, ако сакате ќе ви ги читам и незините забелешки точно за сите ставови на членот 7, таа безимена страна, втората страна,
пишува дека, замислете, договор во кој што нема нотирано субјект, втора страна, секој може да биде втора страна, дека значи не само географија, односно територија, туку народ со собствена историја, култура и јазик. Одлично, И благода. немојте, знаете како Па господине го има тоа Жернов? што кажувате пред мене. И од тука, него го докажувате следното. Ајде. Немојте, затоа ви велам, че извадите она што ви одговара. Не, јас знаете цитирам. како, јас вече Не, ама вие не можам да можете. кажам една сложена реченица. Ајде. Жерновски, вие сте прекрасен политичар, но доколку на планетава исчезнат сите политичари. Не, можам и да вие кажам- утре ќе извадите Дафина, го Не, јас пофали можам Жерновски. за вас да кажам дека нивото на вашата па зошто дискусија сте во прифатиле да собрание, дојдете со мене тука на Затоа што дебата? сакам да дискутирам Па со тогаш пратеници прифатете од го и ВМРО. моето ниво, тоа е моето ниво. Тоа, е вие се моето ниво. гордеете со нивото. Се гордеам да ве демантирам. Ајде, да ве повеќе. демантирам. Значи, И од добро. тука е оправдана употребата на зборот Македонија. Значи нема логика. Ако е пакта sunt servanda, вие треба да бидете сервис тој што Ќе го добиеме почитува. исто време, така? Значи не може ние нешто што е адакта, згора, како што се изразува Силјановска, нешто што е кога е во прашање Европската Унија, предпоставувам знаете Европска Унија терминот како е кратенката, јасно дека не може да биде предмет на разговор, бидејќи во самата преамбула на договорот за Европската Унија пишува дека ЕУ ќе ги почитува националниот и културниот идентитет, како инаку ќе биде единство на различности. Што сака да каже? Ајде. Дека вие со овој подпишан 10 минути дугар зборувате, договор со говорите. Бугарија, вие го ставате во контрадикторност и овој договор, што значи и противречите и на Европска Унија. Значи, Тоа сите- сака да каже, добро, немојте да важате завршите, изсечоци, добро, потврдила, завршите. не потврдила. Значи, сите- Личноста добро која да што го најголемиот материјал во собрание го имаше Одлично, да. за штетноста на Преспанскиот Така е. договор. И Значи- Преспанскиот договор е штетен. Штетен е. А тоа дека вие го Договорете извршивте се со најголемото председателката предавство, на државата. нема да се избрише. Ето, Никогаш. може да добием се збор. Никогаш. Добро. Никогаш. Се, ве сослушав. Токму тоа го зборува. Го имам транскриптот. За кој што се обидувате денеска да се спасувате како партија, но не можете. Тоа значи народ со сопствена историја, култура и јазик. Точка. Што зборуваше доека беше Силјановска кога се ефте во пратеничките клупи? Македонскиот идентитет со Преспанскиот договор е загрозен, ние сме народ, но сега веќе не сме, веќе сме загрозени. Што зборуваше ВМРО да помане? На Нетпрес. Нетпрес го знаете на Орбан? Доганес повеќе го Нетпрес го памет. знаете на Орбан. Доганес го Со памет. договорот од Преспа се менува македонскиот идентитет. Денеска Силјановска вели дека вие што сте зборувале во собрание, О, баш ми е дека се драго што поменува сте идентитетот. Имам и друга зала за Драго собрание. ми, слободно. Сега. Драго ми е На што ова сте се иста, во ова иста просторија, малку во вашиот интегритет како пратеничка да ви го докажам. Да видам како утре ќе се Вие појавите не ме еден ден. гласате за Не пратеничка, ве господине прекинав, не ве Жерновски. прекинав. Немојте ве Не молам ве со прекинав. такво подценување. Госпоѓо Подценувате Мрља, 500 милиони ако Ајде, продолжиме вака, вака, не, сакам Не, да не, го додам јас исто до сакам време. ја вас да ви кажам. Значи, завршете колку што ви реков Без дека прекинување, времето не прекинав, време иако ќе зборуваше Николовски, време така. дека ќе имате колку што имаше Така. Стојановска, а потоа јас ќе прашувам, а вие ќе одговарате и двајца. Во ова исто студио сте слушнале за пеката, така? Пратеник. Петар Ристевски. Петар Ристевски пекат. Кажа дека ВМРО да појане никој од партијата, ниту Мицковски, никош не рекол дека ќе го поништи Преспанскиот договор и ќе го врати името, така? Не знам, не сум ја следила. Не. Очигледно вие повеќе не Не следите сте нас. ве Па јас следам. верувам во пеката. Јас не верувам во пеката, не верувам Ама во но вие тоа го нормално е изјави, да не што верувате. не сте прателе, само потврдивте. Сега да ви кажам што кажуваше Мицковски. Преспанскиот договор не е завршена работа, се дека власта се груши во криминал. И што тоа Ако значи бидам, за вас? дозволете, бидете барем 5 минути конститутивна. Ако бидам премиер, никош нема да кажам Северна. Ако кажам Северна, нека ми го одземат мандатот. Кажа Северна, кога го Затоа зимаше што го мандатот. почитуваш уставот кој што вие Не, неуставно затоа го што промените тогаш- и против А, волјата на ве народот молам. и против референдумот. Ама оставете Тоа е ме се тоа. искашам. Така. Мицковски, ме боли, ме пече, но името не сакам да градам кариера. Цела кариера градам тоа. И за крај, ќе го менуваме Преспанскиот договор. Вие во собрание, што имате зборувано за Преспанскиот договор, знаете? Па сега да ја прашам. 2 години сте таму во парламентарните клупи, така? Да. Што не покренавте вие како Дафина иницијатива, како што вети Мицкоси, кога беше опозиција, што не покренавте иницијатива да се поништи Преспанскиот договор? Што не покренавте иницијатива како пратеник да се врати името? Што не покренавте иницијатива како што кажа Мицкоси кога беше во опозиција дека ќе запишете задолжителен референдум за договор за добрососедство со Бугарија? Што правите 2 години?
Бевте патриоти тогаш, Уште сме. сега уште сте. Уште сме патриоти. Озбилно? Да. А што не го вратите името? Зошто вие, господине Не, не ве Жириновски, прашав тоа. додека бевте пратени, Не ве прашав тоа. не побаравте бугарите да се внесат во устав? Зошто не За тоа ќе побаравте? зборуваме. Зошто не побаравте ако е толку Сега ќе ми безопасно? одговорите. Или вие се представувате за многу висок Господи дипломат? Дафина, господи Дафина. За многу висок дипломат се Господи Дафина, представувате. господи Дафина. Што значи потпишан Господи договор? Дафина, кога ќе го вратите името се? Не кажуваме ние временска дистанца. Така е. Окей. Се додека вие постоите, тоа вас ќе ве пече и ќе ви остане во досие Не, сакам во да ви историја на покажам Македонија дека сте дека вие ги патриоти. предадовте македонските Не, национални предавници интереси. Еве сте су. вие. И 8 години Зошто? после тоа истото ви го Во кажам. опозиција Дали ние ќе сте го вратиме патриоти или помити, не, вашето а не велепредавство знаете што останува. да правите на власт. Туку сега изјавувате Вие и време знаете. дело дека. Вие Па знаете. сега Преспанскиот договор е време Ма дело. немојте ве молам со исечоци. Тогаш вие сте прекрасен политичар. Еве ја кажам Сум, мојата. да, за Сте, вас па сум. сте затоа губите на избори. Да. Зошто не ве ставија За- вас на листа за затоа што пратеници? вас граѓаните Зошто ви ги ставија поверува. овие кои што се плашат Не бе дека ќе тогаш одговараат за вас ви криминал? поверува. Па ни Значи, поверува, како имаат рековте, зошто да ни 2 поверуваат. години не ви е доволно, Имаат зошто да ни ќе утврдите поверуваат. рамката која ќе- Не е завршена таа работа, господине завршена? Жерновски. Кога ќе се Не е случи? завршена. Оред, кога ќе се случи? Моето кажано не, еднаш е за секогаш, па макар тоа траело 1000 години. Затоа ви кажав и во мојата најава А што не покренете иницијатива, на онаа Дафина? вашата Па чумовија покренете, ама не ми идентитетот, ако вртите, немам ама пари. не ми вртите. Јас ќе ви ја кажам нашата. Ајде. Парите се релативна работа. Можете да ги добиете, да ви ги подарат, да ги потрошите. Идентитетот Жалост. не се продава. Да ви Вие кажам го нешто. продавате идентитетот, Ги господине излажавте Жерновски, граѓаните. без да имате дозвола Ова за тоа, вечера не што само од кажувате ВМРО е ДПМН, се, од мнозинството само не граѓани. одговор. Ве слушам. Одговор. Па ја не знам Не. вие што очекувавте. Да, Што да кажете очекувавте, јас овде да се како Дафина расплачам ќе дека го- сум виновна? Не. Никогаш се Не, гордеам кажете, со ќе го тоа, направам господине. тоа што го- Се што го гордеам, вети во господине опозиција. Жерновски. Знаете како? Уставните измени според вас, ако само уставни измени треба да влезат во Да, точно. треба да се случат. Токму така. Каде се реформите? Ако Кај- беа кои само реформи? уставни Кои измени, реформи? вие во Со што црни зборувате? вречи ќе не ставевте и ќе Во- направевте Каде уставни измени. се реформите, Не вие е само кажете? тоа, па реформи се изборниот закон. Значи, можеме да заклучиме дека еден ден ќе се вратите во Европска ова. унија. Зошто не учествувате во еден од законите кои што ни се од реформската агенда? Зошто не учествувате? Барате алиби ќе за дојдете нешто? на емисија. Барате алиби за Бај И да Филипче сте да ви остане спремни. председател? Не. Многу сум спремна. Значи, Апсолутно од сум спремна. патриоти во опозиција. Патриоти вас тоа Нема ме боли. абер кој ќе Се дојдете на додека власт. со цинизам го изговарате зборот патриоти. Не, додека вие го не го направивте чувствувате, тоа вие да го направивте. биде Не можете маскарада. вие, убава беше најавата од волк да се претворите во јагне, не можете. Вие се претворивте Распродадовте од се волк во живо. јагненце, Се живо разбирате? распродадовте, не апсолутно. ајде, Ние ма сме што чекате 2 години? Ние сме гласни и Добро, кажуваме браво. каквов апсурд Браво, имате подпишано. одлично. Дека сте излажале Европската И? унија дека ќе направите повторно Добро, уставни и измени. и што ветивте добивме вие? Вие поддршка лично на и избори. добро, и што ветивте вие? Немаме ветено тоа што Немате мислите ветено? дека- Не е завршена И работа. ви имате амнезија? Не е завршена работа. Не е Како ја завршена завршивте? работа. Не. Ја завршивте и тоа како? Вие ја завршивте и сега си последиците дадовте ги заклетва трпиме со сите. Северна. Вие ја завршивте. Така. Ние го почитуваме уставот кој што вие Го неуставно почитувате? Па, го променивте. Дафина, Референдум 2 имаше. години сте таму. Дипломате да ве подсетам за референдумското прашање? Што има врска со вашата Дали иницијатива? па, не да ве подсетам. Референдумското прашање беше дали сте за членство во ЕУ и НАТО. Таблоидите, паноата беа Вие- ЕУ здравство, не беа НАТО. Ме разбирате зашто Не беа зборам? VR НАТО. Ме разбирате? Многу Вие добро ве мислите разбирам. ако зборувате дека нешто ќе одговарате? По вашите ветувања, ние требаше да бидеме членка на НАТО, од каде сега испадна Ние ова втора дојдовме- промена на ние измени? дојдовме до- Зошто подклекнавте? ние- Кој ви кој даде подклекна? право да подклекнете, да Кој ви подпишете даде уште вас еден право да ги понижувачки лажете граѓаните? договор? Не, вие ги Вие лажевте. сте патриоти Вие ги во лажевте и опозиција, европјаните. ако сте на Патриоти власт, сме и на власт. не, И па со што кажуваме сте за каков патриоти? неравноправен Па договор поништете се го, Преспанскиот работи. договор. Па вие сте дипломат. Ајде. Знаете што значи подпис на таков договор? Немојте сега- да се а прави. сега подписи? Немојте да Па се се правите. слушате ли што зборувате? Се слушате ли што зборувате? Подпис. Па што ветувавте? Што ги лажевте? Кој бе ветуваше? Кој Ајде ветуваше? ве молам. Па ви го читав Што мисловски. дека не е завршена приказна? Дека ќе го поништи, ќе го промени, ви го Дајте ве цитирам. молам. А не знаете што зборувате? Па единствено тие ви се останати, ама затоа сте таков што бришете статуси на Facebook, Што ми е кога останато? пишувате дека Силјано Скадавкова Што со ми е вас останато? фигура, кога ја цитирате погрешно. Што ми е единствено Кос- останато?
Ве молам. Не сум избришал никој Вие за као кос. сте избришале на денешните 2 поста забранивте коментари. Зошто забранивте? Затоа што почна навреди кон вас. Зошто забрани? Зашто ме заштитивте вие, па зошто ме навредувате сега? Зошто ме подценувате? Зошто со иронија гледате на тоа што народот ме перцепира, не перцепира како патриоти? Зошто тоа вас Затоа што не сте патриоти. А вие сте? Вие сте? Да, ние го заштитивме. Еве како го заштитивте, колега Жирновски? Дали сте свесен што кој углед? Зборувате кај нешто кажувате? Кој углед? Дека не сме македонци, дека не говориме македонски јазик, па така што вели бугарите тогаш велат. Силјанска? Така бугарите велат од Што вели 44 Силјанска тогаш? Не вели. През Панскиот договор го прочитав, што слушате? Ви прочитав. Јас ви го извадив, сите медиуми. Извадете до крај што има кажано и која е била намерата. Така, Дајте ве молам. Заштитите, не Познати знаете сте што со сечење, зборувате. лепење, Не, вие сте познати по тоа што ништо не правите. Меѓународен секретар за меѓународна соработка во СДСМ. Зошто не излеговте вие со прес да реагирате на она што пред некој ден министерката за надворешни Бугарија не нарече? Зошто не реагиравте? Дозволете. Зошто не реагиравте? Добро, вака. Мојте сега. Дозволете да ви кажам што. Ако сте патриот. Еве, па да ви кажам вие какви патриотисти како Муцунски изгрмел. Не, морам да одговорам на въпросот така. Муцунски изгрмел со својата машкост. Како? Муцунски Вие изгрмел. многу подценувате. Не, затоа народ не ве сака. Дозволете, вас ве сака Затоа народ. народ Вие не сте ве сака. симпатични. Таа е ваша ароганција. Ајде, може да се искажам. Треба да Вие со почитувате право, институција вие со министер за право, надворешни работи. не почитам што Сте што биле работи. заменик министер. Вие, Немојте, да не прозвавте така. така. Начин на навистина. Сега, вие со право реагирате на изјавата Северно Македонски затоа што тоа е кашење на одредбите, затоа што ние сме македонци. Ние сме македонци кои што зборуваме македонски јазик. Сега. Да ви кажам какви патриоти сте. 14 април 25 година. Јанос Бока, кој што доаѓа во посета на Скопје, како министер за европски прашања, се го ословува неговиот колега како северно-македонски колега. Понатаму, значи ќе ви ги спомнам Унгарија и Србија. Сте слушнале за како? Вашите омилени. За спомнување. За Џуро Мацот. 22 октомври 25. Изјава официјална. Се сретнал, односно се повикува на северно-македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Па кај сте да реагирате вие на Унгарија, на Орбан и на Вучич? Што тогаш не реагиравте, Дафина? Не, дозволете. Значи реагирате, знаете зашто на Бугарија, со право реагирате, но сакате тој проблем да го држите целосно актуелен за да не влеземе во ЕУ. Затоа што ако не влеземе во ЕУ може да крадете, да правите што сакате. Зошто? Тоа е Фројдот во вас. Зошто? Ево Тоа е Фројд. Фројдот во вас. Дозволете. Вие Зошто не реагиравте под името на ЕУ? Зошто не реагиравте на Вучич и Орбан? Видете сега, јас ве прашав вас лично. Сега кој избегнува одговор, јас или вие? Сега најтазе 25-та. А ова е тази ви кажам, како ништо не знам, за ова не знам, за тоа не знам, за тоа. Полека. За се знам. Сакате да ви ги дадам. Нема потреба, сакате да ви го дадам ова. Ама ова за мене е многу Што не реагиравте северно-македонски кон Унгарија и Србија? Не можете на Орбан и на Вучич, туку чекате мирни седите пред нив, иако ве нарекуваат северно-македонски. Во ваше време, во времето на вашата сегашна партија Open Balkan беше што се има случи. Open Balkan, Се отвори, се затвори, се подзатвори. Дафина. Вие бевте, па во Open Balkan не беше и Србија? Дајте ве молам. Што зборувате Open Balkan? Што зборувате? Ви кажам за терминот северно-македонски. Па вие баравте некое алтернативно решение. Зошто баравте? Зошто не направивте уставни измени? Да изборуваме за терминот северно-македонски, за кој што пред реагирате. Европската унија ветивте дека ќе направите повторно уставни измени. Кај ви беа методите, кај ви беа луѓето? Океј. Ви оставив доволно време, без да ве потсетам дека кога зборувате во исто време не ве слушаат граѓаните, ниту едниот, ниту другиот, ниту па разбираат. Тоа е тоа. А што сакате да потенцирате, Жирновски останав должна, барем во моето студио, нема да дозволам квалификација на медиуми. За кој медиум? Имавте квалификација за еден портал. За Нетпрес? Имавте, нема да дозволам квалификација за медиуми. Со тоа што кажавте дека дел од Орбановата мрежа како и Алфа и Ама сега во ред ќе почитам вашиот став, добро. Тоа не тоа ја не дозволувам овде квалификација на медиуми. Биле кои да се медиумите. Тоа е една работа. Втора работа. Ајде сега да ве прашам да ми одговорите на прашањето. Дали изборниот ќе го терате преку насила со европско знаменце?
Немаме намера на сила да го Со тераме. Се Европско уште ќе веруваме влезе ли во дека може собрание? да преговараме. Денеска ете беше првиот можеби јавен апел, че има уште, не би сакале на таков начин Да, ете го јуни. да преминеме. Реформската агенда е Не би сакале на таков начин Вајд да кажа, преминеме од за 10 сега. Предпоставувам и ќе разговараме на од ова. 10 Ја најмалку би закони, сакала на тој 8 начин. не се Најмалку би сакала тој Не се начин исполнет. да биде опција. Видете, реформска... меѓутоа тие опција. Европско знаменце. Бидејќи само така може да Видете, ги скокнете да не го Во блокира. нашиот мандат европско знаменце многу слабо, ретко се користи или се Затоа користи што нема- тогаш кога Богу. на вистина има потреба. Во ваше време европско знаменце се користеше за И све. затоа И затоа стигнавте каде што стигнавте. 24-та имавте најубедлив пораз. И 25-та исто ви се случи и вие повторно Добро. продолжувате со истиот начин ваша работа секако. Денеска председателот на СДСМ Венко Филипче го прозва премиерот Христијан Мицковски, лидер на ВМРО ДПМН, да се извини на граѓаните бидејќи сте ги лажеле. Време е оваа организирана група, го цитирам, на Христијан Мицковски на ВМРО да се извини на граѓаните, да се извини за годините лаги, токсични поделби во општеството. Јавно го повикувам Христијан Мицковски, носител на оваа измислена лажна кампања, да излезе и да се извини на сите граѓани во Македонија. Знаете како кога лик како Филипче ќе побара извинување, тоа за мене значи сосема спротивното. Или кога лик како Филипче ќе го обвинува ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за криминал, тоа значи повторно сосема спротивното. Не може таков лик да биде убедителен или да кога бара извинување да верувате дека тоа навистина го мисли. Тие се тие кои што треба да се извинат Јас на прашувам македонската дали вие јавност. мислите дека треба да се извините на граѓаните? Апсолутно нема за што да се извиниме на граѓаните. Не знам каква поделба во општеството правиме. Каде видоа поделби во општеството? Апсолутно се што правиме е буквално за сите граѓани подеднакво во Пола оваа милион држава. граѓани сами рековте, ве гласа, тоест гласа за претседателката малку помалку за вас на последните парламентарни избори и премиерот вели дека е подготвен државата со децении да не мрдне од мртва точка. Да, доколку каде ќе одиме, господин доколку Становски? остане ова уцена од Бугарија, без каде да добиеме со било какви неврзаните, гаранции од со Европска Русија, со Кина, никаде каде? ние во нашиот статут партиски беа НАТО и Европска унија и Соединетите американски држави. Кој вели дека бегаме? За нас европскиот пат е единствениот. Бил е и ќе биде. Ама нема нова Но преговарачка. пат, душица, пат кој што мора да го изодиме достоинствено. Не пат кој што треба да го одиме со наведнати глави. Пат во кој што ќе ни кажат дека не сме македонци. Значи како, не знам како поинаку да се изразиме. Бугарите кажуваат секојдневно, а со политикиве на Филипче, на бај Филипче. Верувајте. Ќе ви дозволам само да ми одговори, јас тука сакам да прашам, бидејќи да, францускиот предлог го прифати поранешната влада. Вети уставни измени Ги предупредувавме, ги без молевме да има, седнеме заедно, меѓутоа, не прифати. тоа е веќе преговарачка Завршена рамка. работа. 27 Значи, земји како членки го завршена прифатија. Готово, завршено. Наследство Европска- од патриотите на СДСМ. така. Европска рамка е тоа. Европска Софија ви рамка. вели вие немате проблем со нас. 27 земји Да. членки си имаат донесено да. Добре, така вели И сега Софија, добро. И ние сега со децении ќе седиме во место, што ќе правиме? Еве Како? така да ви кажам уште една потврда. Не, мене ме што- интересира планот. Јас знам кој што вели Софија, Значи, што вели планот на Кој секаде е планот? седнуваме, билатерални средби, Брисел, Америка, секаде каде што можеме кажуваме за нереципроцитетот на овој договор. Дека не може Бугарија нас да не условува. Или еве, иако СДСМ водат дневна политика, ќе се случи нешто, ќе направат. Немаат план за утре. Еве да се случи. Не, јас за вашиот план. Пола милион граѓани ве гласаат, ве интересира вашиот план кој е? Нашиот план е да ги убедиме од седиме Европска тука. унија да ни дадат било какви гаранции, да има реципроцитет. Ако Бугарија сака бугарите да се внесат во устав, тогаш нека постапи според 14-те пресуди на Европскиот суд за човекови права. Како може бугари да влезат во нашиот устав, а ваму да не се дозволи ни едно основно граѓанско право, уставно право да се формира една граѓанска организација Омоилинден, на пример. Каде е тука реципроцитетот? Да, овие го подпишале, свесни сме. Се бориме да направиме 27 земји членки го потврдиле како да европска. добиеме гаранции. Не е само, Какви гаранции? видете, не е само бугари во устав. Какви Не гаранции? е. Значи не е.
Не, бугарски политичари тоа го И ке чекаме кажуваат. до недоглед додека тоа не се Красимир случи. Каракачанов вчера имаше една снимка, дали, ма не така? Ама се Каракачанов Ама вика сега, не е без разлика лидер на партија, како? Овој не, да го тој не. повикате Радев, па и да Видете, разберам, ако ама без гаранции останува нашето не, значи без гаранции. Реформите ќе си тераат. Ќе видат дека имаат работа со сериозна држава, која што не бега од Добра. реформскиот пат. Меѓутоа, под ваков услов, промена на устав нема да има. Жирновски, дали досега, бидејќи вашиот партиски шеф не слушнал, можеби вие сте слушнале, многу ме интересира дали сте слушнале дека досега Бугарија го негира македонскиот идентитет? Значи, да, ако внимателно ја слушавте мојата соговорничка и вашиот... Не. Па, како да ви одговорам сега? Значи, Да ми одговорите Ајде, ви конкретно одговорам. на прашањето. Дали сте слушнале досега вие, бидејќи Венко Филипче не слушнал, дека Бугарија го негира македонскиот идентитет? Дали сите ние, не вие, слушнавме за Фронтекс. Значи, октомври 22 година, ние го подпишавме Фронтекс. Дали сите ние сме Дозволете. слушнале за едностраната изјава од Бугарија Дозволете, Фронтекс... закачена во заклучоците на на Европскиот совет? Не гледам дека ја прекинувавте така дафина, така? Сака, ама не ми одговарате конкретно. Па Дали еве- сте слушнале од Бугарија дека Еве да ви го негира објаснам што македонскиот се случи идентитет? со Бугарија кога го негираше. Бугарија имаше став кога започна целата оваа кавга дека никош нема да го признае македонскиот јазик, тоа го знаете сите. Подоцна, Срамната декларација 2019. токму така. Сега, Фронтекс е потпишан октомври 22 година, каде што излегува фон дер Лајен и кажува, потпишан е договорот на македонски јазик, равноправен со сите останати, equal на сите останати. Тогаш се призна македонскиот јазик, со тоа македонскиот идентитет и македонската култура. Бугарија го поддржа Фронтекс со што го призна македонскиот јазик. Ако ја слушавме внимателно, Дафина, го кажа тоа што партијата го кажа со време, а вие умешно ја прашавте. Ама не ми правите рецензија, одговорете ми на влезот на- прашањето. Дозволете, влезот, па еве, Немам проблем, влезот, со црни листи 25 влезот на години Бугарија, сите ме каде е манипулацијата главна, за да се креира проблем со Бугарија колку да се закочи патот. Влезот на бугарите, на бугарското малцинство во нашиот устав не е билатерален проблем, туку е услов на Европската унија и вие тоа го кажавте. Точно. Тоа е тоа што го манипулира на мојата соговорничка. Вие го прифативте, а Ние упорно денеска се убедуваме ќе ви да кажам го вие што забраним. зборувате за бугарите, за да сега. Дали досега Очекувана- сте слушнале дека вие, бидејќи Венко Филипче не слушнал, дека Бугарија го негира македонскиот идентитет? Македонија го негираше додека не го прифати. Вие од како не знам што повеќе да ви одговорам со Фронтекс, каде што се зацврти македонскиот идентитет, јазик и култура. Сега, апропо Фронтекс, мојот контрааргумент е дека Проверете. во Европскиот совет, во преговарачката рамка, односно на заклучоците, има еднострана изјава од Бугарија дека никогаш нема да го признае Но, македонскиот тоа е јазик. еднострана. И тоа, Дозволете. да завршам. Поведете. Тоа беше аргумент не пред 5 години, пред 6-7 месеци. На минатиот извештај во Европскиот парламент исто на Вајц. Беше аргумент на бугарските европаративници, го извадија како анекс на нивните амандмани едностраната изјава. Затоа велам. Значи, дали сте слушнале вие или не сте слушнале? Ви кажам зашто сум слушнал. Значи, мене не ми значи не сте интересира, слушнале. апсолутно е небитно во оваа фаза. Не, ама сега, Ви кажам, што е битно, не... затоа, не, поради ова што вие го прашувате, затоа фон дер Лајен Постои еднострана изјава. дозволете Постои- дозволете да ви објаснам сам мојот став. Мислам дека не Исто гледам овде јас се равноправен однос. Значи затоа фон дер Лајен зборува кога го опишува договорот за Фронтекс, кажува дека нема фусноти и нема други звездички како толкување. Тоа е пораката до Бугарија која што до тогаш го негираше, тогаш го прифати македонскиот јазик. Постои едностраната изјава или не постои? Постои од таа страна, тоа не е битно во нашиот пат. За пред 6 месеци беше Не, аргумент на европративниците. Госпоѓо водител, тоа не е битно, ние немаме билатерален спор, како што сака ВМРО да помени. Точно. Ние имаме услов од Европската Помина времето кога имавме Што е билатерален проблем? спор. Ако ја прашам денеска соговорничката или било кој од ВМРО да помени, што е проблем да влезат 3504 бугари? А само Дозволете, 250 гласа дозволете. сега. 2504 бугари ќе го растурале и ќе го не знам што ќе направат на македонскиот идентитет, ќе го поништи македонскиот идентитет. Напротив, ако тоа што нас не вреѓаше цело време дека
како велеа бугарите, дека тој е еден народ во две држави, со влезот на бугарите Зоран како Заев малцинство. Па добро, не ви упаѓав, дозволете, ова, ако не слушате вие, некој може би ќе слушне во вашата партија. Ако влезат бугарите како малцинство, се растура целата теза дека сме еден народ во две држави. И ако е така, како тогаш не сметат србите, например, кои што се 10 пати повеќе и со кои што одлично коегзистираме во оваа држава. Така да не ви паѓа, значи тезата ќе биде до крај. Сега ние, зашто зборуваме за влез во Европска унија? Кој влез во Европска унија кој имаме премиер кој што му се јавува на јавниот обвинител? Кај збориме за јавниот обвинител. Во ред. Еве сега, може само сега малку оку со говорничката, бидејќи она знае, сака многу да зборува за. Дозволете. Да ви цитирам една изјава знаа од актуелниот Ајде, премиер да на изјава од Дафина. Не, од Подосна. Долго ми дозволите. Јас може да ја цитирам едностранната декларација на Бугарија Не, јас сакам интегрален тест, надав да го цитирам. за да го демантираме господинот Джерновски. Што демонтирате? Па еве ме прашам, добро, ај, демонтирате ме. Бугарскиот литературен јазик, значи вие ми упаѓате, а не сакате да ви Не, јас не упаѓам. сум завршил. А не сте завршили, Да, добро, па да излезам јас на пауза, вие да зборувате. не гледам, или не го разбирате или манипулирате. Кажете ми едно нешто. Вие, што објаснете има да сачите. Влезот на бугарското малцинство во уставот на нашата држава е билатерален спор или устав со Европската унија? Вие го направивте да биде услов со Европската унија. Благодарам. Вие така потпишавте, господине. Со што го Затоа се заштитивме нашите... идентитетот. Како го заштитивте? Дозволете да ви прочитам. Ако се малцинство Ако завршивте. пропаѓа тезата еден народ две држави, разберете го тоа. А зошто во Бугарија македонското малцинство не се признава? Па се и тоа ќе ви пречи, дали може би потивко да диша. Дама сте, не мафтете. Немојте се. Сега. Јас сум Доаѓаме дама до- за мој тип на дама. Не, да прочитам. Ваш тип на дама, Да сега ќе ви прочитам кажам. декларацијата на Бугарија. Секое повикување на официјалниот јазик на Република според вас Македонија во официјални, неофицијални документи, позиции, изјави и други на ЕУ и нејзините институции, тела, канцеларии и агенции мора да се разбере строго во согласно со уставот на оваа земја и никако не се толкува како признавање од страна на Република Бугарија на македонскиот јазик. Декларација бугарска за македонскиот јазик 2022 година, господине Жерновски. Зашто зборувате вие? Зашто зборувам? Ајде да видам кои сте тоа вие или вие што ја поддржувате владата, што го браните нашиот културен идентитет од Бугарија. Вие со не знам колку пасоши во влада, во парламент и директори институции. Тајте доказ за тоа, па одете на суд со колегите кои што ги обвинувате. Сега, дали ова ваша изјава, бијќи Спремни сте сте за дама, тоа. бијќи сте дама и бијќи сакате да зборувате за Бугарија. Вашето гласање ќе има можност, ќе има важност, колку е на обична бугарска прдешка. Па што ја изненадивте јавноста, па сите тоа го видо. Сите тоа го видо. Па да ви кажам нешто, колку прдешки имате, ако морам на ова ниво за да ме разберете. Не, па вие имате ниво на спрдачина. Кон мене, кон ВМРО, ДПМН, кон Тимчо Муцунски. Јас ве цитирам. Да. Сега колку прдешки има во владата? Ако зборуваме вака, морам да ви зборам вака за да дојдам на нивото да ме на мој разберете. ниво, а вие сте некое високо ниво. Не, јас високо ниво не зборам за на мене. фалсификување Не зборам за мене. лажно Пратеник да представување за употреби амбасадор. израз прдешка. Да, Што е? Што? Што Па е? тоа е тоа. Тоа Тоа е, е тоа тоа што ли? вие го направивте со македонскиот Па народ. колку прдешки има владата сега бугарски? Со спрдачина говорите за Јас го патриотизм. кажам, тоа не вие. Да. Се срамите од тоа или не? Вие? Не, вие. Вие треба да Со- се срамите. се срамите со Вие треба да се прдешка? срамите од тоа што го направивте, што го подценивте како? македонскиот народ, Господи, што во Дафина. негово име подпишавте дека не Ова е постои нивото. македонски јазик. Вие го подпишавте тоа. Тоа ви е истата запишано. мантра. Тоа е. За реклами. Тоа е Мантрата историја. иста. Во историјата Пауза за реклами. А јас се надевам во продолжението дека малку ќе смириме реториката. Пауза за реклами. Продолжуваме со 24 анализа. Андре Жежновски, СДСМ, Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН е мои вечерашни гости. Жестока реторика и дебата во студиото. Сепак, денеска Муцунски кажа дека ја поканил неговата бугарска колешка на средба. Пред неколку дена премиерот не многу, според мој вкус, јас барем не го сватив толку сериозно, бидејќи на прашање дали ќе го поканите, рече еве ова е покана.
во дипломатијата така не се кани премиер. Имате ли информации дали е прифатена поканата? Нема. Дали ќе има средба? Бидејќи и за тоа успеавме да се искараме на првата средба Муцунски Чамова, дали се сретнале или застанале една минута на стоење да се видат? Па добро, имаше демант од страна на господинот Муцунски за тоа што таа го квалификувала како официјална средба, но најголема беше секако реакцијата за тоа како со каква придавка не нарече, што секако дека и треба да се реагира. Кажав и прашав, например, зашто Жерновски како секретар за меѓународна соработка не одржа барем еден прес или едно соопштение на Facebook, но секако тоа е негова одлука. Антонио Кушта ве поздрави со пораката време за уставни измени на Денот на Европа. Председателот на Европски совет. Да, така, тоа нели може да се слушне и од Филипче постојано, како тоа кажува дека нема влез во Европска унија без уставни измени, но исто и може и нас да не слушне дека нема да има уставни измени, го кажав тоа 100 пати, додека остане оваа уцена од Бугарија. Затоа што не е само Бугари во устав, кажано од бугарската страна, тоа е подпишано во договорот, така да не може ние под уцена да ги внесеме во устав, да отпочнат преговори и тоа да трае до бескрај. Ама не може до недоглед да трае оваа ситуација. Членот 8 ќе трае, еве да ви го прочитам членот 8 од договорот со Бугарија. Членот 8 став 2 што вели? Вели еднаш годишно треба да се поднесува извештај од комисијата до Министерството за еднаш годишно. Ама договорот со Бугарија е сега преговарачка рамка, 20 па даде, па тоа го направија колегите од СДСМ. Тоа е тан дел, имате уврски, треба да си ги исполните уврските и така натаму. Нема да уставни измени без некој да ни гарантира дека тоа ќе биде последниот услов од Бугарија, не можат да се случат. И тоа е нашата борба. Докаде имавте многу интересен предлог на, мислам дека нема година, вашиот председателот на СДСМ имаше многу интересен предлог, па потоа некако мистериозно исчезна. Предлогот беше на маса да ги направите, Македонија да ги направи сите заедно уставните измени и да се обврзете сите по оваа држава дека доколку Бугарија го искористи тоа како билатерал, ова што вели Стојановска со нови билатерални барања, нови уцени, идентитет, јазик и така натаму, дека ќе се прекинат преговорите. Тоа требаше да биде во резолуција. Кога ја представи резолуцијата, Филипче мистериозно исчезна таа одредба, ја представи со временска рамка само за уставни измени, која што и до ден денеска не е доставена во собранието. Мене ми е прашањето не зошто не е составена, слушавме, не дале партиите предлози и така натаму. Зошто се откажавте од таа одредба сите да гласаат уставни измени, а ако има повторно условување од Бугарија да се прекинат преговори? Ние упативме апел кога дававме тој документ да се направи консензус. Немаше одговор од ВМРО да помене, па кога слушате и пред неколку секунди колешката Дафина, тогаш може да сватите што се случува. Ние ќе чекаме колку што треба, нели? Ќе чекаме до недоглед. Тој документ бидејќи не доби никаква поддршка, него дадовме во собранието затоа што е апсолутно непријатно да се даде документ кој што нема да биде потоа прифатен. И го повлековме. Не ве прашав тоа, ве прашав каде исчезна одредбата од документот. Реков. Во документот што го доставивте до партиите, таа одредба ја нема. Освен временска рамка дека во февруари треба да се отвори уставот, во март и така натаму. Ние понудивме. Таа одредба беше некоја си интересна. Ние понудивме документ според кој сите ќе застанеме позади црвените линии. За да нема политички пазар со сето тоа и не беше прифатен. Добро, зашто исчезна одредбата дека доколку Бугарија услува понатаму кога се направат уставните измени, Македонија ќе ги прекине преговорите. Целиот документ го повлековме затоа што немавме консензус. Ама оваа одредба ја немаше во тој документ. Ја имаше во најавата на Филипче. Кога стигна документот како хартија ја немаше. А таа одредба некако сите ја прифатија како можеби назов некаков. Така. Она што мистериозно исчезна од собранието. Не од собранието, од документот. Не знам. Од пишаниот. Пак велам, целиот документ го повлековме зашто немаше. Целиот документ, не знам зашто се работи. Ќе проверам тоа. Поред. Не знам, реално. Текстот беше најавен дека ќе прекинете преговори, кога стигнат, кога го промовираше Филипче в декември или кога беше таму, го немаше тој дел.
па и да го нема тој дел, ако е така, нема зашто А да некако верувам. Не, едноставно ние зборуваме Много за немаше. зборувам за црвените линии кои што јасно ги поставивме, тоа беше најбитно. И тоа требаше да биде прифатено. Ние веќе имаме една резолуција за црвените линии, ги ја гласаа сите во собранието. Што се случи? Јас ве прашувам за ова што можеби можеше да биде некоја независна. Океј, еве, добро, ние ќе го вратиме тогаш. Ако исчезна тоа, ќе го вратиме, ако се постигне. Ако тоа е услов да се постигне договор, во ред. Она што мистериозно исчезна во собранието, беше најавено, е идејата, предлогот на Мицковски за двојно државјанство. Значи беше идејата да не од овој состав, туку од идниот состав. На пратениците беше. Да, па ние потоа побаравме да важи тој и за владата, и за сите избрани именувани функционери. Од патриот, кој што е нели јак и кој што ќе не брани нас од двојни државјанства, утреден излегува премиерот и пазете. И утреден, 24 часа по ден. Изјавува, знаете, сега ќе повлечеме предлогот затоа што ќе се консултираме да видиме дали е според уставот. Пазете, значи не знае каков документ, па потоа проверува. Всушност што се случи? Стана јасно колку бугари има во партијата, во владата и парламентот и потоа се повлече документот. Тоа е она што загрижува. Меѓутоа, што се случува? Што е в суштина оваа стратегија? На партија која што е на власт, чија што патриотизм е едноставно пропаганда, со лаги, со манипулации, со лицемерие, ке се одржува мокта, која што служи за заштита на криминалот. Со една рака ќе мафтаме со знамето дека сме македонци, за да излеземе патриоти, а со другата рака ќе крадеме колку што може да се украде. Тоа ние ќе го спречиме, ќе се обидеме да го спречиме до крај. И тоа нема да го дозволиме без разлика на тезите кои што се пласираат и така натаму. Уште еден доказ дека е спин мајстор, мора да му се признае. Вие го прашувате за едно, тој си врти на таму кај што сака да му одговори. Тој не одговоривте на прашањето. Па уште една лажно ветување на Филипче, на Бај Филипче. Уште едно лажно ветување. Ајде да прашам, ако го колку пати сте се засилиле, што се зажестиле. На вистина искрено ви кажувам, криво ми е што вие не сте пратени. Криво што сте вие. Ги гледате, мора да се признаете дека ви е слаба пратеничка. Трет мандат сум. Дозволете. Трет мандат. Еве ако го ставиме колку што сте биле и вие и се чудам зошто како пратеник не сте поднеле барање бугарите да влезат во устав. Зошто чекавте бугарите тоа да ви го стават на хартија и да го потпишете? Ако не е тоа толку страшно. Ако се вметне назад, ако се вметне тој дел. Сега вие ми упаѓате во збор. Па нели ме прашувате, ќе го изгласате? Не, дека реагирате кога јас значи, ви можеме дуте да зборуваме за тоа вие што го правите. Вие сакате да зборувате за бугарите, за да ја закочите европската агенда на Македонија, да не влеземе таму, затоа што ако влеземе, нема да може да крадете, разбирате, нема да може да крадете. Ова е Фројдот во вас. Идеологијата ваша е тендери, пари, криминал. Каква Македонија, каква Фројдот во вас, знаете како? Со вашава политика. Вие сте најтипични представници на бугарската политика. Румен Радев не мора да испраќа дипломат ни во Европска унија. Кој кај нас има бугарски пасош? Бугарска политика вие терате. Кој кај нас има бугарски пасош? Вие повеќе знаете што се случува во Бугарија. Со бугарски пасоши ќе не браните од Бугарија. Таму каде што треба и одете на суд да видите кој има бугарски пасош. Нема, никој нема. Одете на суд, бидете храбар. Јас не сум ги проверувала пасошите на мој. Јас знам кој има. Знаете вие? Од кои служби знаете вие? Од тоа што го читам и што не се демонтира. Кои портали ги читате, вашите портали? Значи нема, така? Не знам. А не знаете. Вие тврдите па не знаете за Давкова која што кажува дека сега Преспанскиот договор го заштитува идентитетот. Не знаете Мицковски дека ветувал дека ќе го врати името и ќе го поништи Преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Не знаете што знаете вие, Дафин? Па знаете ли нешто? Ви кажав, ама не ви одговара. Да, знаеме многу добро. Што видно со законот за претеници, за двојните државјанства? Законот претеници е еден од оние кои што според деловник филибастеринг може да се прави, има повеќе амандмани, да се обидеме да постигнеме некој консензус, ама гледате, овие се само откажаа од секакви преговори за било што, така што знам за тој закон. Пратеници филибастер, не. Закон за ние ќе правиме за двојазичност. Не, има околу 170 амандмани. Најмногу дел од преку 100 се да од Европски фронт. Да, од Европскиот фронт са најмногу и од Илјас Бејџан пратеникот. И вие рековте се преведуваат и така, поминаат 3 недели негде. Предпоставувам како и да
кај да може Се да откажате ли од тоа, бидејќи премиерот Мислам ви дека уште порача се во да се те- консултирате уште се со во те уставни консултации, експерти? Уште се во те консултации. Што се однесува до тоа и министри овона, јас Си апсолутно сплашивте немам, ли? не, апсолутно немам проблем. Но морам на пример да потсетам на фактот во една од владите на ВМРО ДПМН на времето го имавме министерот Веле Самак. Беше со двојно државјанство, но многу направи за инвестирање во Па и Македонија. сега Така да го имате- некогаш не треба да биде тоа основен критериум, но ако се сложиме, јас апсолутно немам Па и никаков сега го имате проблем, ниту вице-премиерот за добро пратеници, владење, иако не ниту- доаѓа на работа ниту. баш, ама- Па добро, барем барем не игра има- фудбал, Ние- има фудбал и кошарка им игра и Ако молча зборуваме како за- кутриња, кога ги Над гледа. крај, Европско однесување, се потпишавте ли на иницијативата на доизуставни измени? јас лично пратениците Не можете вие лично да се потпишате, пратениците треба да се Не, потпишат. треба да проверам, реално не. Така, Ставот на вашиот лидер беше дека нема да ја поддржите иницијативата. Да, ќе проверам, не знам, навистина не да се потпишам. Бидејќи, Ќе нели, проверам уставни ставот. измени Ќе- се, ќе нели, многу проверам битни. ставот, ќе проверам. Слушам дека нели пратеничката смета дека СДС дал најмногу не знам мани, па ќе проверим и тоа. Кај го слушнавте тоа, колега? Кој реше Жирновски? филибастерот, кој го Европски направи? фронт. Аха, окей. Не знам кај го Да, Сега да, вака. закон Или може да така се ви се прави. слуша. Ајде, Еве, вака, малку време имаме. Избори на пролет? Не, Стојановска? рековте дека јас сакам да Добра. договорите. Стојановска? Апсолутно не е време за Во избори. 2 недели 3 пати Мицковски вели избори набрзо. Редовните се 2028. Кога и да се случат избори, СДСМ не може Има да ли се на пролет? консолидира за да направи некој изненадување на тие избори. Во нивна полза е да бидат што подоцна, можеби ќе имаат шанса за некакво. А вие мислите за нив, за А нивното? нас, Вие на нашата- како партија, нас ни одговара утре да има, следна недела да има избори. Мислите Меѓутоа, овој тоа не пола е- милион не е дека ќе зре- го добиете Не е повторно? зрело тоа за во ова време сега. Мислите дека Локалните ово- ни ги закочија реформите, ако сега распишеме избори повторно, ќе се Зборувам закочат за проекти, пролет градење. 2027. Премиерот рече дека е опција. Може би опција, но јас лично ако јас треба нешто да дадам моje мислење, јас не би се согласила. Мислите дека ќе освоите Нема спорт? зошто не гледам некоја криза политичка или од анкети тоа да се Ние открие треба па да да одиме на имаме избор. избори веднаш, затоа што треба да си поднесе Мицковски оставка. Смејте Ги се, најавувавте саќе- за во дозволите- март дозволите- годинава, не дозволите се се, нели? случија? Прво Филипче нека дојде во Дозволете да парламент ви па да побара. она што се случи вчера во нашата држава е нешто што да сме членки во ЕУ. Тоа ќе биде санкционирано. Ке нас ќе биде санкционирано од граѓаните, ми поставката јас. Ајде. Премиер, дозволете. Премиер се Ке ве јави прашам за Саве- Савевски. Одговорите ми Јас за ви кажам зашто- изборите, бидејќи допред еден месец Филипче викаше во март годинава ќе се случат. Мало спинче да смениме тема. Ако сега, сме за немојте спин, добро да Не, Па не еве, спино, Да, ја ние барам. со право очекуваме зашто такви беа најавите. 6 најави има од премиерот за ги забележав за реконструкција и има 4 за најавување на вонен избор. Од Лани на јуни- роденденот на ВМРО да помине, од беше јунија на првата жени најава ќе за ви ги бележам реконструкција. сите 6. Според вас, кога ќе има дали ќе избори? бил на место, не знам кој или Очигледно жолт Значи, печат читате кога колега жол Жерновски, избори- жалосно, да, сите да. изјави ќе ви ги цитирам. И сте сгрешили, 6 не знам пати зошто Мицковски оние на најавува жени сте реконструкција, проверувале година дена, за тоа мене. го знае Душица Марија. На роденденот на ВМРО ТПМ на Елани на Хераклеја. Прв пат Ќе ви најава. кажам сите, А, 18, 5, ајде. А немаме многу Немаме време. време. Кога Дозволете. очекувате избори? Јас очекувам избори Стојановска не ми одговори дали ќе усвоат пола милион Па повторно не може гласови. да Вие издржи, колку не може да издржи очекувате? ова квази патриотска Вие влада. колку Па еве да ви очекувате? одговорам, очекувам да се случат што побрзо, затоа што Добра. прво не може да пројде више оваа квази патриотска политика која што Силјановска ја симна преку ноќ. Понатаму нема пари веќе во буџетот. Исплјачкане буџетот, како да кажем, испразнете. Немаш веќе која приказна да се продава. И на крајот на краиштата имаме премиер. Јас морам да го кажем ова затоа што ќе ви го читам кодексот кој што пратениците и премиерот го подпишуваат. Премиерот треба да се даде утре оставка. Дозволете. Кој кодекс го читате, се Дозволете. извинувам? Кодекс, веќе Како ништо може не пратеници знаете. и премиер, вие Па, веќе знаете. ништо Па не- ми вие па, сте еве. се знајко, аз не знам Па не, зошто еве, прво има- доаѓате на дебати, па вие Еве, се знаете. дозволете, Па вие дозволете. треба Дали местото сте- на Филипче да го дозволете, земете ако ви гласа дозволете. членството на СДСМ. Дозволете. Дајте, намалете Ајде. ароганција. Дали сте слушнаме Стиснете малку за на кодексот за кочница, етичко дајте ве однесување молам. па еве да ви одговорам. Ајде. Дали сте слушнаме за кодексот за етичко однесување на членови на владата и носители на јавни функции? Што имам јас врска со тоа? Дозволете. Го еве да ви мешате кажам мит зашто. премиерот со
таму пратениците. пишува. Јас сум пратеничка. Директно се забрано на премиерот и министрите да користат својата позиција. Повторно спин. Ние имаме Ама одите на премиер, друга дозволете тема. веќе не ве прекинав. Ние имаме премиер кој што се јавува на каква обвинителот нервоза. за предмет. Зошто не реагиравте за ова комуникација кога Дозволете. се случи Кочани меѓу По премиерот Савевски- и Коцевски? Зошто не реагиравте? Вие за Кочани ги Зошто зборувате? не реагира? Па вие ќе зборувате за Кочани. Кој сте па вие понадлежен и поневиновен за Кочани? Не, значи нема Па да дајте ве молам. И Да. тогаш имало комуникација, Дајте, зошто малце не култура во реагиравте? однесувањето. Не, вие сте многу Значи, културен. според Вие сте кодексот- стиснете на кочница. според кодексот, Црвено светлови треп Повреда на сте кодексот, ви од што поддршка. се случува при повреда на кодексот? Еве, пратеникот треба да знае. Се покренува А постапка јас сум на испит кај вас, Не, професоре, јас се зборувам на извинувам, граѓаните. леле, доста со таа ароганција. Се покренува. Дали се слушате колку сте Се- арогантен? дозволете. Ма не можам да Дозволете дозволам, со па вие ваше- вреđате. Па вашето Вреđате, ниво е навредувате. прдешка, така? Како да, па Се прдешка покренува- која што се уште излегува од устата на Филипче. Еве ако сакате до крај. Одлично. Реата излегува Како од не ви е устата на срам, Филипче. како не ви е срам. Бугарски политик и Како води не ви е лидер на срам. македонска политичка Како партија. ве пуштат на дебата, не Па знам. вас како ве пуштаат, немаат никој посоодветен од вас. Значи, да заокружим. Ајде. Да Ајде, заокружим. ве молам. Само дозволете, биќе не беше Премногу сте арогантен и Повреда, вие навистина сте вулгарен. премногу некултурна, да не кажем и подруго. Страшно. Ама ве молам со личниве Повреда на, квалификации. да, затоа ќе се од вратиме двете на тоа страни. што се случува во нашата На држава. кодексот Повреда- за министрите. Повреда на кодексот, На кодексот за значи министрите. покренување на постапка и кривична одговорност, односно фактички се утврди одговорност која што резултира со барање на оставка и разрешување од функција. Ние имаме премиер кој што се јавува на јавниот обвинет. Овој за да го изјави вели да за прв пат ми се јави. Пазете, И или имаме не зборувале за детали. не зборувале, па потоа денеска да се спасува работата, они биле пријатели, што е спротивно па на кодексот за јавни обвинители, етичниот кодекс, каде што ни пријателски врски не сме да се користат. Можам Па да вие читам очигледно не ви одговара кога премиерот Или каже имаме дека лично премиер не го кој што познава малце јавниот околу, обвинител, како но да ви тоа. кажам, може би ни е пријатно Ако за вас 157. 167 милиони евра не И се па- тема на која што треба да биде заинтересиран премиер на држава, тогаш не Вие знам. може За да вас си милионите се останете, како вие, јас ве денарчиња. разбирам вас зашто вие гале за господина. Па со толку станови како вие што А имате, станови? ја ќе Па си јас седам не на возам- страна. Не возам Мерцедеси на братучеди. Јас лично сум Мерцедесот кој што единствената има- која што пријавила имот Мерцедесот и на кој што пошироко е семејство. колку 3 Па квадрата правдајте вашиот се стан. сега, правдајте се сега. Или- Низок. Пазете, Низок. пазете што изјавил Срамно. премиерот вчера. Ова на крај намерно Ние го сме- споменувате. Не, ќе кажам намерно што ќе спомнам. Намерно го Што ви споменувате. значи трошите. тоа на премиерот дека сте Трошите промакедонска, време. дека сте промакедонска Дека партија? работиме за македонските Знаете што е- интереси, про-македонска. Знаете што е про? Про-македонска, про за. Вие не знаете што е НАТО. НАТО не Македонска, знаете што е дипломатија. македонска партија, ајде да кажете најма Ајде, про-македонска значи про за македонците. Про значи за. А зашто значи про? Благодарам. Против значи? Извинете што не знаете. Барате оставка? Не. Оставка е оној кој што му се јавил на Саевски. Добро, интерпелација за Мицкост. Па заслужува и тут Ке има ли? самиот треба, па деве треба да ги размислиме. Ќе нема тие кој да ја чекови. брани Ке Душица, треба немаат тие- пратеници во парламент. Не можат да се доизбројат од 18 пети на 2 Не, се до сала. дали според ова е прашање дали Ова е има интерпелација може за Дафина Мицкост? со својот стил да од зборувањето кој што Ќе Го видовме вашиот стил, баш ми беше ова драго. не се вашиот. брани. Добро, дали Во ќе една поднесете држава премиер да интерпелација? му се јави најавено видео за предмет. Да, за перење на пари, за загадување на животна Кој што средина, како за што денеска СДС винува, така? 167 милиони Денешниот прес евра. СДС винува, За така? 167 Не. милиони евра се работи, ама тоа за вас очигледно не се Не, ништо. за вас, Коларовиќ, значи, во нормална држава, премиерот утре треба да се даде оставка. Ја смејте се, но тоа не е смешно да се јави Ама премиер кој најавено ама кој го винител. бара тоа? Кој вас ве сваќа за Законот го сериозно? дафина, законот го Ама бара, кој кој вас го ве бара сваќа тоа? за сериозно? Никој Што не ве сваќа, никој не ве сапи. После сите се предавка, слушате што зборувате? криминали, Ама се многу слушате се ли? слушам. А Многу се законот бара слушам. оставка, Нема кодексот да мислите бара. дека само вие се Ама, слушате. разбирате што значи? Закон? Добро. Па за вас немаше закони и вие устав, сметате колега дека Жерновски? дали вие сметате Дајте дека е ве нормално молам, премиер да му се сега вие јави? ќе кажувате, Дали вие сметате За ваков случај? Да, нормално. Да, Благодарам. но е и нормално Благодарам. да каже дека лично не Благодарам, го познава. благодарам. Да. За разлика од Ислам Абази Благодарам. кој што го јаваше пратот Благодарам на на одговорот Али што е Ахмет и нормално. вие молчевте. Благодарам за одговор. Кутренца на Благодарам, дуибевте вие. благодарам. Да, благодарам јас. Предметната обвинителка на овој Гог вечерва во интервју за повеќе во изјави за повеќе медиуми вели дека клучниот доказ затоа што ја затворила истрагата е тоа што актуелните директори на ИСМ
поставени од вашата влада, рекле дека нема штета по буџетот. Јас знам, се ова може да би додека емисијава Епски трава. криминал 160. Истата обвинителка бараше активен притвор за четворица, едниот побегна затоа што постоела опасност од бегство, од прикривање на докази. Истата ова обвинителка, така да навистина не знам. Иако господинот Зерновски смета дека не е ова случај, ако не гледа дека и јавноста е сензитивна на оваа тема на проневера од 167 милиони евра, тогаш во Мицкоски ред. до утре джабе. Тогаш во ред. Значи на Него пресот бадам јас денеска Мицкоски на го извадија колешката пола милион граѓани на Слободникот Македонија. Дафина беше објавено, се држи пресконференција со целиот здрав разум дека СДСМ е винен за тоа што се пуштени овие луѓе и нема криминал. Како што беше најавувано во опозиција дека се најде криминал на Бехтел НК, историски криминал, па потоа да биде тоа одличен договор, па да си продолжи и така натаму. Што стана со Груби Дафина? Па вие треба да знаете за Груби. А ние сме за Груби виновни. виновни. Тој возеше Ауди на братучето. Има ли нешто што не, ама Груби има ли 2 нешто што сте години виновни? Камче не фарли освен што се сликаше на тетовано И на што се платната случува станица. со 2 што се години случува се? Камче не Каде е се сега? оделе за Охрид. Не, каде е сега? Па вие треба да знаете. Јас- Тој ви беше прв, Значи- не први Значи премиер, СДСМ е вице-премиер, виновна и премиер. за тоа и за ова Премиер, што се вие сте случи за многу виновни. и за Вие народ. допрва ќе почувствувате колку Не, вина имате вие кон допрва. Македонија и кон македонскиот Ве- народ. запамтете што Ова сум ви кажал ароганција денеска, никогаш нема да ви излечи, вам да ве опорави. преку граѓаните Само продолжете вам. ќе одговарате Само за продолжете. криминалот. Вие се заканувате? Сите. Не, Не, јас сум ова не е се повторно заканува. Фројд. Се заканува, не Вие Фројд е- сакате, не сте Мицковски, навикнати извршна не власт да се Мицковски, меша во обвинителство и во не, судство. вашата извршна, Навикнати не, сте. Мицковски. Вие сте навикнати ма- јавен обвинител да го Мицковски се јава братот на закануваше вашиот лидер. на Тоа сте собраниска навикнати говорница, вие. имам чувство дека ќе има предмет. И Тоа е што? закана. И што? Закана. А вие за криминалов? А вие сте многу кревки. Вие сте многу кревки на тема криминал. Ќе се сетите на овој датум и ќе видите што ќе случи со Прво крадењето. има пред нас една друга низа кој што треба да одговараат, а не одговара. И Ќе затоа си се дојде сега редот ваш. исплашени И потоа ќе видиме патриотизмот од како овие паѓа. реформи во судството. Да. Патриотизмот никош нема Ќе да си- падне. Вашиот Никош нема да патриотизам? падне, не. Вашиот патриотизм. Како беше 2 години, не се доволни, чекаме уште за да го поништиме Преспанскиот Ако договор. завршите со меѓусебните навреди, имам Не ја се едно навреди, прашање се за факти. крај. Дали ви е срам што анкетната комисија за Кучани не профункционира речиси 6 месеци од кога сите стрекња изгласаа во собранието и јас, како што велат родителите за телевизија 24 во неделата во едно така потресно и траорно сведочење, сте ги изманипулирале, лажеле, тука зборуваат за сите. Од претседателката на државата, премиерот, ваш лидерот на опозицијата и сите 120 пратеници. И ве молам, без заклучоците од постојаната и без писмото на Гаши. Што е дилот? Страв ви е за Кучани, страв ви е за модуларната? Зошто не функционира Кучани? Видете се, вие поставувате прашање кој што се однесува на парламентот, од кој што постојано Жерновски се оградува. Не е пратеник, но во ред. Да, ама он е од се член случи на во наше партиското. време, да, чувствуваме одговорност и да, оставаме на судските инстанции да го истераат процесот. Зошто и да, не функционира? тоа е една црна дамка, црно петно што ќе остане, како што е и ова останато, и од тоа никогаш нема да се опоравиме или да го заборавиме, и ќе направиме се што е во наша можност. Направивме. Се сеќавате кога се случи како се презедоа брзи интервенции, брз превоз, лекување на преживеаните повредени и слично. Меѓутоа, не е само вината на ВМРО ДПМН. Зошто не функционира? Затоа што треба да се поднесат предлози, треба некој да ја свика. Зошто не поднесувате Па предпоставувам председателот на собрание е тој кој што треба да искоординира оваа работа. А јас не сум Председателот председател. вели дека од пленумот ја изгласала и тука завршила работата. Не ви го спомнав ние. Заклучоците, другата да. заклучоците апсолутно. И вас ве замолив писмото на него споменувате, бидејќи од кога на 5-6 преса Филипче кажа утре ќе поднесеме, утре ќе поднесеме, утре ќе поднесеме, сега чека писмо да добие од Гаши. Значи, Родителите ве прозваа подеднакво сите. Во неделата. јас некој пат им кажав дека тоа е системска грешка и дека очекуваме да одговарат сите. Не, јас зборувам конкретно за ова. Конкретно. Изјави Мицковски дека доколку се утврди било каква поврзаност помеѓу Агенцијата за обезбедение било што со него ќе даде оставка. Ништо, лажење по 10 пат. Ние прифаќаме Душица.
да има анкетна комисија и за модуларната, и за Да, кочени, и за се. изгласа 83 или 4, мислам, дека беа Па кој пратеници бега од таа расправа? И денес Предложивте днес ли сакам, членови? јас неколку пати кажав, Да прашувам дали предложивте членови? Не. Зошто? Чекате писмо. При тоа велевте ќе предложиме Ние утре. не сакам ниту јас, ниту било кој. Навистина Дали има- избегнувам да зборам за оваа тема, не сум Ама, користам, мора да се меѓутоа- зборува за оваа тема. па Сите избегнувате политичари да зборувате за оваа Ако се тема. јас зборам за одговорноста, така. Јас се прашувам, дали вие, Еве Мака, да, ќе поддржиме иницијатива било што ќе доведе до ма тоа. иницијативата е изгласана, треба да утре во пособрание, во архива, СДСМ да предложи членови. Добре, окей. Например, во ред. утре, задутре, кога и Било да. која Истото и ВМРО треба да го што направи. ќе овозможи тие луѓе што доживеа семејна несреќа да бидат обештетени. За жал, немаме поддршка. Без писмото и без заклучоците. Се што треба да направиме за да се случи, тоа ќе направиме. И без заклучоците. Зашто за успорувате? Ви кажав, не е тоа само до ВМРО ДПМН, прво председателот, после сите пратенички групи. Добро, Си има таму мнозинството според е ваш. дележник точно бројка како треба опозиционер, мислам дека треба да ја води таа анкетна. Не, да, 7 се е тоа изгласано, направено и само левица, 6 месеци само членовите се на левица пристигнати. А секој ден слушаме од партиите и од кај вас разни изговори зашто не предлагате членови. Додека луѓето на улица бараат правда. Еве во сабота има нов марш во Виница. Судскиот процес е во тек, Душица. Судскиот процес е во тек, отпочнате, има рочишта, така да не знам колку би помогнала сега од овој временски аспект таа анкетна, но во ред штом сме се договориле, сме изгласали апсолутно, не гледам пречка и причина зашто не би почнала со работа. И тука се нели сите трагедии кои што беа. Ете се скоро согласите за нешто на крај. Согласи без се најде одговорност, така. Јас и Телевизија 24 особено за овие ветувања ќе ве држиме за збор и ќе следиме колку ќе се исполнат во наредниот период. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Почитувани, ви благодарам на вниманието.